Добро дојдовте во ова издание на темата на неделата. Многу земји во Европа мака мачат како да ги задржат младите дома. Затоа и бараат начини за да се справаат со оваа појава. Како тоа се прави во нашата земја? Македонската влада презема мерки за решавање на проблемот со иселувањето на младите. Некои од нив, според владата, веќе ги покажувале првите резултати. Сепак, експертите оценуваат дека тоа не било доволно за запирање на иселувањето и затоа се неопходни други мерки, бидејќи од земјата си одат и оние што веќе имаат работа. Младинска гаранција, субвенции за самовработување, бенефити за работодавачите кои ќе вработат млади, обуки, практиканство, младински картички се само дел од проектите кои оваа влада ги презема за да го подобри животот на младите. Гаранцијата за млади по пилот проектот во 3 градови годинава се реализира во 3 региони: североисточен, полошки и југозападен. Предвидовме дека ќе опфатиме 9.500 млади лица, но само за 4 месеци од реализација на истата мерка опфативме 13.300 млади лица. И со тоа, од тие 13.300, 4.000 веќе се вработени, и ако требаше 30% од вкупниот број да се вработат, ние до сега имаме вработување на 33% од младите лица кои што биле вклучени во оваа мерка. Истражувањето на Ангел Мојсовски од Институтот за европска политика покажало дека гаранцијата дава добри резултати, но недостасува координација меѓу институциите. Владата преку министерствата, универзитетите и факултетите со нивните програми и бизнис секторот кој треба секако нормално да се приспособува, сите да се приспособуваат кон бизнис секторот и барањата на бизнисите. Најновите податоци покажуваат дека во земјата е намалена невработеност, но тоа не се однесува и за младите. Работодавачите се жалат дека тие не се заинтересирани да работат во трговината, бидејќи знаат дека за својата работа повеќе ќе бидат платени во странство. Има и уште еден проблем. Младите веќе не веруваат во системот. Невработеноста во земјава, според податоците заклучно со првиот квартал годинава, е намалена и изнесува 17,8%, но загрижува бројот на невработени млади. Според статистичките податоци, речиси 40% од младите се невработени. Работодавачите пак велат дека младите не сакаат да работат за мали пари, оти знаат дека нивните врсници во светот се повеќе платени. Младите кај нас, имајќи ги тие информации, бидејќи им се достапни, не се баш најстрекни да работат во македонски услови. Тоа е една работа. Друга работа, условите во македонските компании, работниот однос, исплаќањето, отчетноста, секој да знае за колку работи, безбедноста и здравјето при работа, и тоа се услови кои не ги привлекуваат младите. Но не е проблем само невработеност. Оти многу млади кои имале работа си заминале. Со мерките се создава атмосфера младите да почнат да веруваат во системот, вели Царовска. Не е само вработувањето и платата основата за истото. Целиот квалитет на живење, образовен систем, здравствен систем, квалитет на воздух, квалитет на вода, култура и така натаму ги привлекува младите да заминат во поразвиена земја. Во студијата за млади во земјава на фондацијата Фридрик Еберт, објавена неодамна, стои дека младите сакаат да мигрираат во странство заради подобрување на животниот стандард, а најпосакувана дестинација им е Германија. Германската амбасада минатата година дневно добивала по 70 до 80 апликации за работна виза. Како со овој проблем се справуваат во Полска? Таму стапи во сила нов закон со кој се укинува данокот на доход за вработените луѓе, потек насочен кон запирање на емигрирањето на пољаците во странство. Мерката се очекува да ги зголеми платите на скоро 2 милиона пољаци во земјата, но и да ги привлече да се вратат дома оние што сега се во странство. Полскиот тинејџер Франчишек Филиповски, што току се пријави за својата прва работа во еден вегетаријански ресторан во Варшава и благодарение на новата владнина мерка. Тој нема да плаќа данок. Obecna partia rządząca wprowadziła taki, zniosła ten podatek do 26 roku życia, i przez to jakby sprawia wrażenie przyjaźniejszej dla młodych ludzi, którzy będą głosować. Од даночната пауза, која стапи во сила од 1 август, може да има корист околу 2 милиона млади во земјата, во која живеат 38 милиони луѓе. Имено таа се однесува само на вработените, а не и на младите предприемачи.
Заменик министерот за финансии Лешек Скиба очекува законот да ги охрабри младите луѓе брзо да влегуваат на пазарот на трудот, на кој се повеќе му недостасува работници. Оние под 26 годишна возраст сега ќе добиваат поголема плата, бидејќи нивните работодавачи веќе не мора 18% од платата да им ја даваат на даночните власти. Владата исто така се надева дека мерката ќе ги обесхрабри младите луѓе да емигрираат во потрага по повисоки плати. Невозможно е да се предвиди се, но тие ќе видат дека јазот меѓу нивната нето плата овде и во странство се намалува. И тоа ќе ги мотивира да останат во Полска, вели Скиба, додавајќи. A dla części osób, które dzisiaj już są w krajach zachodnioeuropejskich, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji czy w Irlandii, że będzie to też zachęta do tego, żeby się zastanowić nad powrotem. 23-годишниот Јан Пјотровски пак вели дека е скептичен во врска со целата иницијатива. Raczej, bo temat wyszedł tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, także jest to taki element populistyczny. Тој не очекува оваа мерка да му донесе поголема плата, некаде околу 100 до 200 злоти или до $50 месечно. За колкаво зголемување станува збори податокот дека хамбургер чини околу 25 злоти. Некои економисти не се убедени во планот на владата со оглед на тоа што цените постојано растат. Дел од нив веруваат дека работодавците ќе бидат тие кои ќе имаат најголема корист од мерката. Според нив, мерката за фаворизирање на младите е со цел да се компензира негативниот ефект на повисоките давачки за социјално осигурување за малите бизниси, кои треба да стапат на сила во јануари. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите погледи и коментари во врска со тоа дали владата прави доволно за да ги задржи младите да работат во нивната татковина. Пишете и довидување.